Во ова издание, во рок од 5 години, 2 пати во трка за шеф на државата. Профил на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Следниот месец почнува најголемата воена вежба во историјата на Северна Македонија. А како пензионери во Калифорнија ја користат марихуаната? Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Повеќе од 4000 војници, од кои 2000 припадници на армијата на САД, од 20 мај до 15 јули ќе учествуваат во најголема воена вежба во Северна Македонија. Изјавата на портпаролот на владата ја има Владимир Мирчевски. Се работи за најголема воена вежба која било кога е организирана во нашата држава и во која практичен и на видлив начин ќе се манифестира сојузничката поддршка за членство на нашата земја во НАТО. На вежбата ќе бидат присутни 2000 македонски војници, ќе имаат активно учество и 2000 припадници на вооружените сили на Соединетите Американски држави, 400 различни видови моторни возила, 25 припадници на армијата на Република Албанија, 25 припадници на армијата на Република Бугарија, 25 од Република Литванија, 100 припадници од војската на Црна Гора. А од другите вести, владата на САД најави дополнителни санкции кон Венецуела, како и кон Куба и Никарагва. Пред утрешниот говор во Мајами, советникот за национална безбедност на САД Џон Болтон нагласува дека сите опции за Венецуела се на маса. Како дополнување, администрацијата на Трамп се очекува за прв пат да дозволи да се поведат судски постапки во САД против сите странски компании во Куба, кои користат имот конфискуван од американските граѓани во 1960-тите години од владата на Фидел Кастро. А дали искуството на Пендаровски од претходната трка за шеф на државата ќе му оди во корист на изборите в недела? Профилот го направи Владимир Мирчевски. Во 5 години 2 пати ја трча председателската трка. Стево Пендаровски со искуство од минатите избори за шеф на државата влегува во битката за првата функција во земјава. Но овој пат, за разлика од 2014-та, важи за фаворит. Зад него застана целата владеачка коалиција, вклучувајќи ја и Дуи на Ахмети, која пред 5 години не го поддржа во борбата против Ѓорѓи Иванов и ВМРО ДПМН, во која влезе, иако беше свесен дека шансите за победа беа речиси никакви. Не комуницирате со нив. Нивниве патриоти не донесоа до ова дереже. Ситуацијата сега е поинаква. ВМРО ДПМН е опозиција. Прашањето за името е решено. Земјата излезе од ќорсокакот во меѓународните организации во кои беше со години. Полноправното членство во НАТО е прашање на време. Се чека датум за преговори со Европската унија. Во биографијата на овој 56 годишен скопјанец пишува дека е роден во земјотресната 1963, дека завршил правен факултет во 1987, дека кус период работел во адвокатска канцеларија, за потоа кариерата да ја продолжи во МВР, каде бил и шеф на оделот за аналитика. Со него јавноста се запозна во 1999 за време на Косовската криза и конфликтната 2001, кога беше и портпарол на МВР. Истата година полицијата ја заменува со висока позиција, советник за национална безбедност на председателот Трајковски. Со него, како еден од најблиските соработници, останува се до трагичниот пад на Кингерот во 2004 година. Тој, како представник на кабинетот на Трајковски, е во Даблин, каде Македонија ја предаваше апликацијата за членство во Унијата, за што противниците често му забележуваа. Јас сум во Даблин ден порано од несреќата отиден, затоа што Борис така сакаше. Нема никаква мистификација. И зашто сметам дека се работи за една, дека е вас, кај они кои тоа го лиферува, се работи за една грозна политизација, еден трагичен настан за цела нација. 2004 и наредната 2005 ја извршува функцијата председател на Државната изборна комисија. Службата ја продолжува во кабинетот на председателот Црвенковски како советник за надворешна политика. 2009 година ја напушта администрацијата и станува професор на еден од приватните универзитети во Скопје. Неговиот ангажман во политиката останува како остар критичар, аналитичар на состојбите за време на владењето на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Политички паралелизам или политички дуализам во владата очигледно постои. Прашуваме дали постои паралелизам и во безбедносниот сектор. Уште на изборите 2011-та активно се вклучи како дел од тимот на Радмила Шеќеринска, која ќе беше премиерка ако социјалдемократите победеа. Но Груевски пак формираше влада.
Во годините што следеа, Пендаровски често знаеше да ги критикува политиките на тогашната власт. Од тука не беше големо изненадување што ја прифати понудата на тогаш новото раководство на СДСМ да биде кандидат за шеф на државата на изборите 2014. Искрено се надевам дека Република Македонија е конечно подготвена да направи изборен циклус како што доликува на секоја европска демократија. Но не беше така, што подоцна го покажа и прислушуваните разговори. Опозицијата не ги призна изборните резултати, по низа преговори во Пржино се одржа изборите во декември 2016-та кои го најавија падот на Груевски и ВМРО ДПМН. Процес што својата кулминација доживеа во собранието на 27 април. Во 2019-та Пендаровски пак е во истата улога, кандидат за претседател, но сега со големи шанси да биде избран за петиот шеф на државата. Денес мене, вие, ми дадовте огромна политичка одговорност, која во месеците и годините што се пред нас, имам намера да ја оправдам во целост. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. На сите наши граѓани. Председателот на Франција Емануел Макрон најави дека има цел во рок од 5 години да ја обнови катедралата Нотр-Дам. Сепак, експертите велат дека тоа може да трае со децении. Златица Хог ги има деталите. За многумина, Париската катедрала Нотр-Дам е повеќе од религиозен символ. Експертите за историска реставрација велат дека ќе бидат потребни децении за комплетирање на проектот. Ерик Фишер раководи со фондацијата за одржување на средновековната катедрала. Лично јас би сметал на децении, а не на неколку години работа. Првичната дијагноза ќе биде исклучително важна, да се утврди што е уништено и што може да биде зачувано. Следниот чекор ќе биде изборот на начинот за реставрација пред воопшто да се пристапи кон работата на реконструкција. Наоѓањето на градители, уметници кои работат со стакло, камен и дрво, докажани во историска реставрација, ќе биде уште еден предизвик за Францис Мауде, архитект кој работел на реставрирањето на замокот од Виндзор по пожарот во 1992. Понудата на лица со вештини за работа со камен, дрво и стакло за прозорците е голем предизвик за индустријата во Европа како целина, зашто знаеме дека има и други вакви големи проекти кои се соочиле со истите лимитации. Некои инсистираат катедралата да биде обновена со истиот материјал и на ист начин како пред пожарот, но тоа може нема да биде паметно, вели Мауде. Употреба на современи вештини и материјали може да ја оспособат катедралата да преживее уште 800 години. Британскиот архитект посочува дека за изградба на историската зграда биле потребни децении па и векови, а градежните материјали и стилови се промениле со текот на времето. А група пензионери еднаш месечно оди на излет во диспанзер за канабис во Јужна Калифорнија. Погледнете. Група од постари лица од Лагуна Вудс Вилидж, заедница во Јужна Калифорнија што сочинуваат претежно пензионери, еднаш месечно оди на излет во диспанзерот за канабис во Санта Ана. Ручаат, играат бинго, конзумираат марихуана. Лицата на возраст од 65 години и постари се најбрзо растечка категорија граѓани што користат марихуана. Дел од нив ја уживали во младост. Ја користев кога бев на 18, 19 и 20 години, но потоа добив дете, се омажив и престанав. Ми не достигаше од време на време. Сепак за опуштање и кога имаме време, ја користиме. Диспанзерот Бати Блум во Санта Ана нуди бесплатен автобуски превоз за постарите, им дава и совети за правилно користење на канабисот. Имајте предвид дека може да имате реакција ако се зема во комбинација со други лекови. Експертите велат дека се потребни уште истражувања за марихуаната, но повеќето се согласни дека незината правилна употреба може да ублажи дел од проблемите поврзани со старост. Несолница, притисок, артритис, болки во грбот, вкочанети мускули, чести промени на расположението. Ова беше Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Пријатно.